Сега на кого да покаже на него ќе се нафрлат. Со лесно да е, пријатели. Среќен пат. Со лесно. Hvala. Ете ја покажа својата намера. Треба да ги прекинеме преговорите. За да го елиминираат председателот Шахмаран, ни ги замачкаа очите со преговори. Што е, другар Дуран? Изгледа ти дојдеа тврдите кревети во Кандил. Сакаш што поскоро се вратиш во тупите европски кревети. Не ја бива борбата само во планина и само со оружје. Битката е во големите метрополи, во дипломатските кругови. Секако. И јас сакам да се борам со чоколади, виски, пури. Нам од пролетарските слоеви ни личи да се бориме во планините. Вие одете зад кулисите, јадете, пиете, шетајте и величајте нашата борба. Не правете како што ви велам. Во името на нашиот народ и организацијата ви посакувам добро здравје. Другари, предлагам за ова што му се направи на председателот, ние да одговориме и со оружје и по дипломатски патишта. Председателе, што ви е стратегијата? Што ќе правиме? Гледајќи го действието, кој да го нарача тоа действие, ја согледуваме вистината дека има агенти во организацијата. Најпрво ќе ги дешифрирам агентите меѓу нас. Председателе, пред да откриете јас, знам дека на масава има барем еден агент овде. Председателе, ако имате некои информации за ова действие, кажете го. Во спротивно, сите остануваме сакати. Јас давам шанса среде нашето раководство и народот да се здобие со помилување од раководството. Ако излезе пред народот и пред организацијата и да признае. Најпоследне во Кандил дојдовме јас и другарот Дуран. Нас ли не обвинуваш? Видете, другар Джемел со своја уста дешифрира мојата разрешница. Јас сум спремен и животот да го дадам за раководството и за организацијата, отколку да ме сослушуваат. Ако има сомнеш, пукајте ми во глава. Другар Дуран, што вериш ти? Ке го дадам животот ако треба. Спремен сум да соработувам. Да, спремни сме да те сослушаме. Соработувај со нас.
Благодарам што дојде. Не дојдов затоа што ти ме повика. Дојдов да наплатам сметка. Однесувај себе како треба. Јас да не бев, се уште ке беше уличар. Колку брзо заборави кој те направи човек, бе? Во животот не сум сретнал човек како тебе, кој добродетелта што ја направил му е плеснува во лице како шамар на човека. Ние добивме, а ти не добили. Не бе малку валканите работи што ги чистевме. За твоето место пред врата имав десетици луѓе што чекаа на ред, бе, човек. На кого да кажев, ќе ја завршија вашата работа. Во што е разликата меѓу тебе и Кара? Нашиот брат умре. И токму затоа сега никого не познавам. Ќе познаваш. Кажи ја цената сега. Нема таква цена. Ама имаш уште два брата. И Заза, и Кара. Не можеш ишто двајцата да се расправаш. Биди паметен, кажи една цена. Ти имаш нешто на ум што ме повика. Ајде ти кажи. Јаша Рага работи со дрога и за одредена цена ќе ја препушти. А од тоа ти ќе добиеш многу пари и нов круг на луѓе. Другар Дуран, јас во животов не сум видела опортунист како тебе. Јас на сите ви го спасив животот. Ако не му го направев тоа на председателот, ќе не прогласеше за агенти и ќе не убиеш. Ти да не направеше шоу, ние ќе се исправевме пред него. Немаше да допуштиме диктатура во организацијата. Што збориш ти, Зара? Рете се здоби со демократија, па и ние куси сме останали. Веќе Рете се откажува од таквата политика. Може би ќе има мир. Во раката на тој шахмаран ли е мирот? Ако империалистите речат мир, ќе има мир. Ако не, ќе има војна. Од спротива на Рете нема слаби како порано. Го праќаат Полат Алемдар за да го отежнат мирот. Нема поболешливо од неврзана држава. Не можеш да знаеш кога некој микроб од внатре како некој вирус од надвор ќе влие. Ни на крај памет не ми е мирот. Јас што поскоро во Берлин, кај Катарина сакам да се вратам. Изгледа малку претерав со правење шоу на председателот. Сум го удрил коленото. Сум го повредил. Ајде. Добро. Ајде. Симнувајте се. Момци, дојдете да ги земете овие. Земете ги. Внимателно. Дојди вамо. Овие раздаде ги на тие во автобусот. Бате, што да му правам на автобусот? Автобусот го подарува. Фала, бате. Господа те благослови, бате.
Другар Серкат, во акцијата не остана никој жив од твоите луѓе, нели? Председателя, не грижете се, нема живи. Добро направи, Серкат. Твоја заслуга е што добив на време за преговорите со Полат Алемдар. Има ли вести од Жан Полат, Мемати? Добар е, се гледаме. Ти не се грижи за Ага. Да. Зошто ти го остави сам Жан Полат, а? Зошто и ти не отиде? Па овде никој ли да нема. И тука има работи што треба да се направат. Сепак си погрешил ти. Требаше и ти да појдеш. Сигурно не останав од мераци. Не ви пречам, нели? Бате Зулфикер, како си? Добро сум, ќерко. Многу се израдува што се земавте. Со среќа нека. Сели, почекај ме надвор, јас ќе дојдам. Доцни ме. Заарно да е? Бате, ќе погледаме куќи. Јасно е зошто не отиде кај изуитите ти. Ајде, нешто убаво да си најдете. Пријатно, момци. Ајде, Зејнал. И тебе, и твојата куќа, и твојата желба, ќе ве смачкам, ќе ве скршам. Уште еднаш пред некој друг нема да зборуваш ако не ти речам. Нема да дојдеш. И на двајцата да ви се плукнам на калупот. Зошто ја пуштате внатре кога имам гостин? Бате, сега ние ли сме виновни? На Бате Полат ништо не можеш да му кажеш. На снајката Селви ништо не можеш да ја кажеш. Удри по сиротите Джахит и Ерхан. Официјалната сума на оваа сметка ќе ми ја пуштите. Останатите пари на сметка во Швајцарија. Добро, господине Давуд. Денес ќе ви ги пуштам парите на швајцарската сметка. Утре да ја направиме продажбата. Господин Јашар, ако се предомислам до утре, како даваш толку пари? Никој не ни останал должен, господине Давуд. Вие не грижете се. Господине Јашар, сега завршија галукот. Стана медиумски газда. Ви благодарам за подарокот. Ама не ставам јаже околу вратот. Па од свила и даја. Молам ме, Мати. Брат, ти мене тука ме остави. Кој како доаѓа си оди и озборуваат. Убаво. Брат, јас ти велам дека тука скапав, ти ми велиш убаво. Секој да знае дека ти си таму, никој да не се занесува.